Сметаме дека овој период е исклучително важно да се зборува за ова прашање, пред се заради тоа што сме на чекор од зимата, значи еве есента ни е на прагот и знаеме дека во овој период сите вредности кои што се мерни во поглед на загадениот воздух ќе скокнат драматично и веќе ќе биде предоцна после да се реагира. Сметаме дека е важно овој период и да се слушне гласот на граѓаните, бидејќи тие директно ги чувствуваат последиците од загадувањето во сите поголеми градови од Македонија, значи пред се Скопје, Тетово и Битола, но тука секако се и Кичево, Кавадарци, Струга и така натаму, а и пред локалните избори очекуваме од новите градски власти многу посериозно да го сватат овој проблем и заедно со централната власт да превземат итни, но и краткорочни и системно долгорочни мерки со цел да се намали загадувањето и секако да се заштити животот и здравието на граѓаните во Република Македонија. Срамно е за државата, за Македонија, да има на листата од 10 најзагадени градови во светот 3 своји градови, а истовремено е многу тажно во 21 век ние да се расправаме со вакви енормни нивоа на загаденост, со огромни бројки на болни луѓе, на болни деца, но и на смртни случаи како директна последица од загадувањето. За ова прашање имаме консензус, голема поддршка од граѓанството, граѓаните и граѓанките. Очекуваме утре истата поддршка да се потврди токму овде во 17 часот пред владата, затоа што за ова прашање кое живот ни значи, посебно на децата како најранлива група, нема компромис. Мораме да излеземе и јасно да кажеме дека не само Скопје, туку Кавадарци, Куманово, Битола, Тетово и многу други градови се засегнати со правото на живот. Чистиот воздух и здравата животна средина е елементарно човеково право и за ова навистина не треба да се дискутира. Забележуваме поголема мобилност од страна на владата на Република Македонија. Се надеваме дека овој наш притисок ќе вроди со резултати, затоа што ние испорачавме среднорочни, краткорочни и долгорочни барања и очекуваме да се случи промена. Доколку не се случи промена, ќе излегуваме на улица почесто, затоа што само на тој начин сметаме дека можеме да кажеме дека децата имаат право на чист воздух, здрава животна средина, дека секое второ дете во загадените градови боледува од астма, бронхитис или други респираторни проблеми и дека правото на живот како загарантирано право и со уставот и со Конвенцијата за правата на детето мора да биде високо на агендата на владата на Република Македонија.